студен зрак и небото сјае. За нова авантура тоа е знак, Бели облаци, перничиња меки, летаме до безкрај и одново пак. Мојот свет од бајка Винкс, ајде рака подај ми, па ти имаш силна моќ, сите заедно во се со срце Винкс. Една насмевка е се, да може сиот свет да го направи ко бајка убав. Винкс, наша магија Винкс, летечки звездички, моќен светлосен зрак не води, гледај ние сме Винкс. Белиот круг е последниот портал за пристап до димензијата, каде што се заробените самовили од земјата. Винкс се соочуваат со духот на Небула, самовила заробена во Белиот круг, одлучна да им се одмазди на волшебниците. Во меѓувреме, Мју засонува нејзиниот талент да биде познат во целиот свет. Знам дека си вознамирена поради тоа што се случи. Рече вознамирена? Мислам дека подобро да се каже шокирана. Кажи ни, може би ако зборуваш за тоа ќе се чувствуваш подобро. Слушнав разни гласови во мојата глава. Сите тие чувства, страв, болка, осаменост, станав Небула и не може да се спротиставам на тоа. Никој не рече дека да се биде самовила е лесно, Рокси, но ти си силна, имаш посебен дар. Но јас не сакам да бидам посебна. Не сум како тебе, Блум. Живам на земјата. Мојот живот е овде со мојот татко и со Арту. Едното не го исклучува другото. Ќе научиш да ги користиш своите самовилски моќи без да ги пропушташ нормалните нешта во животот. Не знам, ова е премногу за мене. Мислам дека не го сакам тоа. Разбирам зошто се чувствуваш така. Не брзај, Рокси, и размисли за тоа. Запомни, секогаш можеш да сметаш на мене. Чао, се гледаме наскоро. Што мислиш ти, Арто? Работа, само работиме. Не можеме ли еден ден да одмориме? Добро утро, девојки. Зошто сте намуртени? Што се случило? Што току бевме кај Рокси? И не сака да биде самовила, така? Збуната е и шокирана од моќта на Белиот круг. И го разбирам тоа. Да ја дадеме малку време. Важно е да ја заштитиме и да се надеваме дека ќе стекне самодоварба. Но што е со волшебниците од темниот круг? Не беше баш лесно да се бориме со нив. Но секако можеме да ги повредиме. Се сеќавам дека во книгата на самовилите прочитав, колку повеќе луѓето веруваат во нас, толку посилни ќе стануваме. Исто така, тоа ќе намали моќта на ловците на самовили. Со нашата моќ на верување можеме да ги убедиме луѓето дека магијата постои. Тоа е многу полесно да се каже, отколку да се направи. Можам да кажам нешто како здраво, јас сум Стела и јас сум самовила. Тоа е одлична идеја, Текна. Извинете што ќе ве прекинам, девојки, но што ќе правиме со ова? Подобро да не го оставиме незаштитен. Тоа е многу моќен и опасен предмет. Рокси ја изгуби контролата кога го допре. Еве, проблемот е решен. Јас секогаш ќе го имам со мене и така нема да може да падне во погрешни раце. Претворањето на Милениче во твој двојник кој ќе се грижи за продавницата беше одлична идеја, Блум. Епа, ги
Ја кажавме да нешите со станоци, но не испораката на храна за меленичињата. Камионот ќе дојде подоцна. Браво, Блум, понекогаш знаеш да бидеш многу паметна, знаеш? О, навистина, понекогаш? Еј, какво изненадување? Не мислев дека толку брзо повторно ќе те видам, Рокси. Мислев со оглед на тоа дека морам да одлучам за мојата судбина како самовила, тогаш е добра идеја да бидам со самовили. И бидејќи ова ми е слободен ден од Fruity Music барот, помислив, извинете за тоа како се однесував со вас, знам да бидам непријатна. Не грижи се за тоа. Слушај, мора да одиме во градот на една мисија. Сакаш да дојдеш со нас? Совршено! Одлучивме да искористиме нашата моќ на верување за да им помогнеме на луѓето на земјата да веруваат во магија. Девојки, јас не можам да дојдам. Морам да одам на аудицијата кај Джейсон Квин. Жал ни е, Мјуза, ние заборавивме на тоа. Не грижи се, Мјуза, ќе биде одлично. Мјуза, си да те поддржуваме. Со Ривен ли ќе одиш таму? Да, се чекам со него пред станот. Чао, девојки. Се надевам само дека нема да направи сцена. Така како што реков, или плати со вистински пари, или остави ги намирниците овде. Јас на вистина немам време да го правам ова. Имам многу попаметни работи. Оди, ајде, оди, не губи време. Ривен, Мјуза те чека. Денес не смееш да ја разочараш. Ривен, оди, ќе задоцниш. Па, што рековте? Само вистински пари. Лудо! Никогаш не би се расправила заради тој фустан. Одлична идеја, Текна, ми се допаѓа твојот ентузијазам. Што сакаше Текна да каже? Кога ја добивме моќта на верувањето, добивме и моќ да им помагаме на луѓето. Се надеваме дека наскоро луѓето ќе почнат повторно да веруваат во магија, исто како што се случи со тебе кога поверува во нас. А на тој начин ќе станеме посилни и ќе ги поразиме волшебниците за секогаш. Прво го видов. Да, но јас го земав пред тебе. Не се важи само ако си го видела. Нема потреба да се расправате. Погледнете, го имам истиот фустан и во зелено. Го сакам црвениот. Убавина на умот. Бидете разумни и промислени. Следете ги нашите позитивни вибрации. О, господи, не ми се верува дека правам толку голема работа од еден фустан. Слушај, ти земи го, тебе онака подобро, ќе ти стои од мене, нели? А не грижи се, навистина ќе си купам друг. Не знам ни зошто воопшто го сакав токму тој фустан. Девојке, извинете, но да бидам искрена, јас сум таа која ве вразуми. Ти? Извини, која си ти? Јас сум самовила. Баш смешно, самовила. Ова ќе биде потешко колку што си мислев. Не ми е гајле што треба да одиш да ја гледаш глупавата представа на Синти. Не плаќам за да работиш. И сега врати се на работа. Ама незгоден карактер има. Океј, девојки, сега мене ми е редот. Внимавајте. Слушај, ваму, реков да останеш во канцеларија. Што е? Што сакате? Не гледате дека сум на телефон? Да, и треба да се смирите, опуштете се малку. Светлина на зората. Најди го внатрешниот мир и спокој. Вау, се чувствувам неверојатно добро. Здраво? Да, можеш да одиш на представата на Синти. Всушност, зошто не си земеш цел ден слободен? Мислам, доволно е само едно благодарам. Молам, извинете? Па, заради мене сега сте добро расположен. Знаете, јас сум самовила. Види, би сакал да останам да разговарам со тебе, но морам да одам. Се гледаме. Ти си виновен ако задоцниме. Ако не сакаше да дојдеш со мене, тогаш требаше да останеш дома. Имавме малку работа со момците. Заборави на тоа. Само се надевам дека Джейсон не ми е луд. Аха, Джейсон. Значи толку многу сте блиски со него. Погледни колку е убаво. Дали се шегуваш? Навистина ти се допаѓа ова? Мјуза, конечно дојде. Јас се загрижив малку.
Джейсон, извини, но имав некоја пречка. Слушај, најважно е дека си тука сега. А? Да, и јас сум тука сега. Јас се викам Ривен. И јас сум и момче. Мило ми е, Ривен, мило ми е што и ти си тука, а сега дојдете со мене. Смешен си и неподнослив. А ти флиртуваш со него. О, Джейсон, многу ми е жал. Девојке, не знам за вас, ама мене ова ме убива, па не знаев дека ќе биде толку тешко да се убедуваат луѓето да веруваат во нашето постоење. Може би правиме нешто погрешно. Тек нарече дека би можела да фати шитни сигнали, така? Може би не ги решаваме вистинските проблеми. Може би треба да помогнеме во итни случаи, например. Не се ситуациите погрешни. Мислам дека треба да го промените начинот на кој им пристапувате. На што мислиш? Вие сте мокни самовели, но за луѓето тоа функционира многу поинако. Мора да бидете внимателни со нив. Мора да ги почувствувате, да се поврзате со нивните срца. Само така ќе направите да веруваат. Не знам како подобро да го објаснам тоа, но тоа како она што се случува меѓу мене, Арту и останатите животни. Има некое поврзување на срцата. Мислам дека си во права, Рокси. Ти благодарам, многу ни помогна. О, влегов во фреквенцијата на противпожарната служба. Има пожар во зграда на 2 улици од овде. Е, па што чекаме? Винкс, смокта на верувањето! Нашите крилја да се телепортираме. Јас ќе поведам Рокси со мене. Винкс Зумикс. Во ред, Мјуза, сега е на тебе. Кога сакаш, само кажи ни кога ќе бидеш подготвена и почнуваме. Откаде има волку пожар? Побрзо! Полека, смирете се! Тука, не се приближувајте! Погледнете онаму! О, не, побрзајте! Леле, страшно! Горниот кат има заробено На семе! Стела, помогнете им на овие луѓе да излезат. Лейла, Флора и јас ќе одиме горе. Помогнете! Го слушнавте тоа? Да, дојде до на врата. Ве молам, помогнете! Дивајки, оддалечете се малку. Морфикс, бран! Има премногу чак, тие се задушуваат. Зимска роза! Браво, Флора! Ве молам, помогнете ми! Моето дете, моето бебе! Обиди се да ми ја фатиш раката. Не можам, страв ми е. Духот на храброста. Можеш, ајде, ти си силно девојче. Пронајди ја храброста во себе. Добро направи. Душа моја! Наваму, брзо! Туда им ја мене! Така е! Беше фантастична, Лейла. Ја употреби својата мокна верување да ја спасиш. О, Душо, беше многу храбра. Да! Ма, тоа беше магија. Беше Одеднаш многу истана страшно, убаво и го знаете како снима беше, огнот. беше Оние престрашно. девојки се самовили. Навистина. Почна да гори целата зграда. Не знам, но посебни се, тоа е сигурно. Не
Нешто не е во ред. Ова не е нормален пожар. Погледнете онамо. Јас ќе се обидам да го зацртам таванот. Плазмаци! Не помага! Огрон, требаш да знам дека тоа си ти. Ти се допаѓа мојата замка? Не знаеш колку уживав палејќи зградава. Ризикуваше животите на сите тие луѓе. Ќе сториме се за да дојдеме до белиот круг. Дайте ни го или подгответе се да бидете збришани. Не, Огрон ја абсорбира сите енергија од нашите напади, заборавивте? Овој пат нема толку лесно да не победиш, Огрон. Овде сум, Огрон. Добро, гледам уживаш да играш. Супер призма! Леле, треба да се бориме со Гантлас, а? Сигурно денес ни е среќен ден. Запрете го ова! Океј, доста ми беше од ова. Сончев танц! Есенски ветар! Некој е во опасност. Каде мислиш дека си тргнала? Помогнете ми! Доста беше. Супернова! Бегајте! Исчезна. Да, за жал ги нема. Добро, барем пожарот е изгаснат. Погледнете, волшебниците ги земале магичните пламени, со нив кога побегна. Помош! Да одиме, брзо. Тато! Искористи ја моќта. Блум, ти си. Да, тато. Си станала добра самовила. Мјуза беше неверојатна, песната беше директно од срце. И каков глас! Фала, Джейсон. Не, јас ти благодарам. А сега кажи ми, подготвена си да бидеш звезда? Погледнете горе! Браво! Мило ми е што повторно ве гледам. Дали ја видовте експлозијата? Каде е семејството кое беше спасено? Ќе може ли да добиеме на изјава? Девојки, дојде и мојот момент. А всушност си одиме ние. Ама, Во право е. Тато? Добро сум, Блум. Не грижи се, оди. Го видели тоа, мамо? Тие се самоубили. Да, во право си. Која беше причината за пожарот? И кои беа девојките? Верувате ли во магија? И во самовили? Веруваме. Веруваме! Да, успеав. Но мислам дека можеше да звучиш многу подобро. Ти на вистина мислиш така? Епа му се допаднав на Джейсон, а тој е експерт. Исто како што јас сум експерт во готвење или во плетење. Зошто се однесуваш вака? Зарем не се радуваш за мене? Беше неподнослив за време на аудицијата. Речи си жалам што... Зашто жалиш? Ништо. Ајде те молам, кажи ми зашто жалиш? За тоа што ме викна со тебе? Да, така е. Цел ден само ме критикуваш. Тоа ли е твојот начин да ме поддржиш? Не грижи се, си одам. Речи му на твојот другар Джейсон да те поддржи.
Во рете, Мјуза, само е љубоморен. Добра ли си? Но, што му направив? Ништо не направи. Твојот талент е она што му пречи. Но, како е тоа можно? Тој ми е момче. Треба да се радува за мене. Никој не е имун на завист. Тоа е првата лекција која ќе мора да ја научиш кога ќе станеш звезда. А сега престани да се грижиш. Јас верувам во тебе, Мјуза. Со Джейсон се чувствам заштитена. Многу е добар со мене. Не е како Ривен. Ривен. О, девојки, преморена сум, само сакам да влезам во топла купка. Тоа... А тоа си ти? Кико? Што се случило? Изгледа како напад. Блум, ако сакаш повторно да ги притвориш нашите миленичиња во наши двојници, кажи ми мене, ќе го изведам тоа со холограми. Знаете што, девојки? Нема нешто денес дојдов со вас. Беше многу поучно да ве видам во акција. Беше поучно и за нас, Рокси. Немаше да успееме без тебе. Да, беше просветлувачки. Да, без тебе никогаш немаше да знаеме како да допреме до срцата на луѓето. Дефинитивно се поинакви од суштествата во Magix. Поедноставни во многу аспекти. Но и многу покомплицирани, а сега никој да не се осмелил да ме запре, имам состанок со када полна со миурчиња. Мјуза! Нема да ми кажеш дека аудицијата мина лошо. Не, аудицијата мина навистина добро. Ривен. Ривен? Каква врска има Ривен со тоа? Што се случи, Мјуза? Ривен ми го уништи најубавиот ден во мојот живот. Ми беше потребен, а тој наместо тоа ме критикуваше. Беше неподнослив. Ама знаеш каков е Ривен, нели? Сигурно сум дека утре се ќе биде во ред. Не, Стела, утре нема се да биде во ред. Зашто овој пат се променив. И одлучив. Готово е помеѓу мене и Ривен. Луѓето од Гарденија треба да најдат сила во своите срца да веруваат во самовили. Тоа е единствениот начин да се направи магичната енергија да тече благодарение на моќта на верувањето. На тој начин Винкс ќе може да ја ослободат земјата од закана на темниот круг. Невозможен предизвик, па можеби, но Винкс се едно ќе мора да се соочат со него.